Граѓаните ќе мора да бидат поактивни кога станува збор за нивните политички права и слободи. Ова е пораката на француската амбасадорка во земјава Лоренс Оер, која во Струмица одржа трибина на оваа тема, на која струмичани се интересираа за правата на глас и предстојните предвремени избори и како до кредибилни избори. Амбасадорката истакна дека Државната изборна комисија е таа што треба да направи избирачки список во кој сите граѓани ќе имаат доверба. Alors bien sûr, le travail de la commission électorale, comme l'a dit... И навистина сега и предстои суштинска работа на Државната изборна комисија, како што посочи и председателот на Советот, затоа што навистина кај нив сега треба да се спроведе најголемата работа, за да на месец дена пред одржувањето на изборите се добие избирачки список кој што ќе биде стабилен и прочистен, во кој што и сите избирачи и сите гласачи ќе имаат доверба. И навистина сме среќни денес да забележиме дека теренската проверка и речиси веќе отпочната, постојат рокови кои што се утврдени за истата и посебна методологија која што ќе се следи за теренската контрола, за која што искрено се надеваме дека ќе ги даде очекуваните резултати. На отворениот ден со француската амбасадорка присуствуваше и првиот човек на Општинскиот совет Јосиф Христов. Тој подвлече дека правото за слободно изразување за сите избори е неприкосновено. Во рамките на тие права кои што треба да ги имат граѓаните се е правото на слободно изразување при гласањето. Знаеме дека минатите избори доста претрпевме со дел од граѓаните, има проблеми со притисоците кои што не ги наложија институциите на државата. Се надеваме дека ова година тоа нема да се случи, зашто се зголемени и бројот на невладините организации кои што ќе го следат и ќе вршат мониторинг на изборниот процес. И исто така очекуваме голема поддршка од ОПС и од ИХР. Отворени денови со француската амбасадорка се планирани и во други градови во Македонија, за како што рече Оер, граѓаните да добијат информации за нивните права при изборни циклуси.